Во најразлични земји од целиот свет, денот на шегата секоја година се слави на 1 април. Овој ден понекогаш го нарекуваат и денот на сите шегаџии. 1 април не е национален празник, но е предизвик кај луѓето на разноразни интересни маски од нивните омилени Дизни ликови или суперхерои. Април лили е најчестата фраза кога некој намерно ќе излаже некого, а другиот ќе поверува. Денеска се дозволени секакви лаги, само доколку внесуваат забава и смеење по нејзиното разоткривање, би рекле многумина. Но што правиме со останатите денови? По повод денот на лагата, ексклузив ги праша дел од јавните личности, но и граѓаните, за тоа кој повеќе лаже, мажите или жените. Еве ги одговорите. Кој ти има најдобро излажано? Другар, најблизок. Кој повеќе лаже, мажите или жените? Мажите. Зошто? Зошто тие се експерти за лажење. Како најдобро ти излажал тебе еден маж? Како? Како најдобро ти излажал еден маж? Како најдобро? Со внимание, со почит, Лажна почит? па не лажно. Што добил? Како? Што добил? Како те излажал? Добил вратка. Му се вратило се. А се да лажам. Денеска сигурно нешто си излажал. Денес ја излазав нешто керка ми. Ама не ми текне што беше. Знам дека плачеш. Па после ми беше жал. Што си ја расплакал? Се шегувам. Не, па не, стварно, има ситуации во кои мора да излаже човек. На камера да снима жените. Жените? Зошто жените? Па не знам, лично искуство мислам дека жените, меѓутоа пак е индивидуална работа. Кој повеќе лаже, мажите или жените? Тешко прашање, зависи, не би рекол мажите, зашто и жените лажат. Зашто најмногу? Па, не знам, може токму за изневерувањето. Кажи ми колку ти имаш денеска излажано. Денес? Чека да ми текне дека сум за 5 минути на места, не сум била за 5 минути. Тоа е едно од најчестите лаги на жените, така? Така, да. Таа е број 1. Втора, која би кажала? Те сакам. Јас тебе. Волам. Кој тебе најдобро ти има излажано? Кој мене најмногу ми излажено? И како? Не знам, за 1 април или општо? Општо. Волам. Дека најмногу лажеш, бегаш? Бегам. Добро, а ти зашто лажеш? Јас не лажам. Сигурна си? Многу се смееш. Таква сум позитивна. Веќе ми излажа. Другарите. Кој од вас има девојка? Па секој човек лаже. Ќе излажам ако кажам дека не лажам. Не лажам, немаме девојка. Доколку би те поканила да излеземе на кафе, дали би прифатил? Би прифатил, зашто не? Доколку имаш девојка, како би ја излажал? Не би ја излежал, би и кажал. И? Нема никаков проблем. Сите тројца на кафе после? Можно е, да. Добро, кога ќе дозна дека си излажал, каде бегаш? Не можеш да се скриеш. Ако дозна, толку е. Како се оправдуваш, како се извинуваш, што правиш по тоа? Само да се извиниш, не можеш да се оправдаш. Ако веќе си сгрешил, си излажал, толку е. Кој најмногу ви има излажано во вашиот живот? Антонела? И мене ми излажа. Не. Искрено, Антонела. Зошто? Па еве прашајте, а не знам. Што те излажа? Па сега треба да се кажва. Па сега не може така. Добро, знаеш дека на лагата се кратки носете, па брзо те стига вистината. Како било чувството кога дознале дека си излажал? Па тоа се ситни лажги, оние да се посмее човек. Не сега некој сериозно не лажеме. Не. Чиста душа. Па мислам дека мажете. Зошто? Па Девојките? Сигурно да. И не си тој? Па не. Сигурно? Башат директно. Ако нешто изневерат или те излажат, сигурно нешто купуваат, те облеваат со цекиња. Така или може, другар ми беше пијан, го носев дома, вака. А што се случило, си викаш ти? Кој најмногу лаже, мажите или жените? Жените. А што? Најмногу?
Па за дечковци, Навистина? Конкретна ситуација? кога ќе изневерат такви работи. Еве ти имате изневерено? Па не мене, али од искуство вака по другарка што. Сакаш да ми кажеш дека она таа изневерена? Не, Јам се гледате. Ве откри. Општо правиме муалет. Општо не? Добро, ако јас ве поканам сите тројца на кафе, а имате девојки, како би излажале? Тоа веќе не би можел да откриам таа тајна. Ама ќе се снајдам. Имаш посебен рецепт? Секако. Највише ме лажат моите манекинки, кога ќе ми измислат дека мачката им умрела, дека бабата им се разболела и затоа закасниле, дека на автобусот пукнала гума, тие лажки стварно ме вадат од так. Особено кога ќе почне нешто што сме договориле, нив ги нема, и тие пораки кога ќе ги добијам, тоа шпаѓа ми. Тогаш следуваат казни? Нормално. Откривам една мала тајна. Јас сакам да знам. Не сакам лажање, не лажам, меѓутоа ако некогаш се најдете во ситуација да сте излажале, никогаш не признавајте. Како? Едноставно не признавајте дека сте излажале. Наутрен? Да, апла нешто, ако ве фатат на дело со докази, тогаш веќе нема бегање, меѓутоа не признавајте во никој случај.